Почитувани гледачи на Канал Визија, добро вечер во вечерашното последно издание во оваа сезона на емисијата Разговор со повод. Вечерва се решивме во ова последно овосезонско издание на емисијата Разговор со повод да ве информираме за она тема која што впрочем побудува и најголем интерес во локалната прилепска јавност, а имајќи во предвид дека Советот на општина Прилеп на 60-тата за вчерашна седница во оваа година ја донесе одлуката да го изгласа ребалансот на буџетот. За какви измени во пренамената на средствата станува збор изворно од прва рака од градоначалникот на општина Прилеп господин Стилје Јовановски, кој е наш и ваш вечерашен гост. Добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарност за ова што ме поканите да бидам ваш вечерашен гостин и поздрав до гледачите на телевизија Визија на нашиот рад. Господин градоначалник, дали беше неопходно да дојде до ребаланс на буџетот? Извршувањето, рековте и во вашето експозе пред советниците во општината Прилеп, беше околу 72% заклучно со 30 јуни. Да, после направените анализи, после нашето 6-месечно работење во оваа година, видовме дека буџетот на општина Прилеп, приходите на буџетот се исполнети 72%, тоа е искажано во бројки. Основниот буџет на општина Прилеп изнесува 427 милиони денари, а ние до 36 оваа година исполнувањето на тој дел од буџетот беше 306 милиони денари, или 72%, што е многу повеќе од она што го очекуваме и што ни беше планирано да го реализираме во текот на оваа година. Имено, ние на буџетот што го правевме на 26 декември 2017 година, имавме предвидено комплет 1.145 милиони денари за реализација комплетно на буџетот за работа на локалната самоуправа за 2018 година. Но во меѓувреме добивме непланирани средства од концесионирање за минерални суровини на една турска компанија, отприлика околу 122 милиони денари. И тоа и како добро ни дојде во буџетот на општина Прилеп и правењето на и концептот на буџетот за 2018 година кога го правевме, пошто знаете кога дојдовме имавме прилично долгови во општината и оние средства што ни беа на располагање, така беше концепиран и буџетот за наредната 2018 година. Сега малку работите се изменија, затоа што овие средства што ги добивме, мораше да ги рекомпонираме и одредени ставки требаше и се направија пренамена од едно во друга категорија. Фактички на средствата. И прераспредела на средствата и дополнување на некои категории на услуги што треба да ги направиме во наредниот период. Во каква кондиција е заклучно со 30 јуни, еве и на почетокот на месец јули, буџетот на општина Прилеп? Колкави се обврските, колкави се ненаплатените побарувања? Можам да се пофалам за ова 8-месечно работење мое во локалната самоуправа како градоначалник на општина Прилеп, дека од обврските што ги имавме према добавувачи, во рок од овие 8 месеци вративме средства или исплативме према нашите добавувачи околу 80 милиони денари. Тоа е 1 милион и 300 илјади евра, што представува голем напредок и добар резултат постигнат на општината. Во овој момент имаме за исплата околу 9 милиони денари према добавувачи. Тоа не е никаков проблем, тоа е во последното време што работевме. И морам да кажам дека во касата имаме 166 милиони денари. Значи, ништо не потрошивме од тие пари што ги добивме од концесијата, така да сега буџетот е во полна кондиција. Мислам дека во наредниот период и ќе спомнам за наредните захвати што треба да ги направиме со овој ребаланс на буџетот. Сите проекти што ќе следат, ќе ги соопштам токму вечерва и драго ми уште што ме поканивте за да го искажам ова пред нашите гледачи, да ги добиеме реална слика на работата на општина Прилеп. Значи, народски кажано, клучот од касата е кај вас, касата е полна. Кои се капиталните инвестиции што се планирани и со ребалансот на буџетот, средствата што ќе се реализираат? Да, значи сега имаме можност да правиме комплетно
техничка проектна документација за сите оние проекти што ги имам замислено и што им ветив на граѓаните во предизборната кампања. Тоа ќе ги наведам само постапно, поединечно, ќе објаснам после понатаму. Значи, први како основна компонента што требаше да направиме во нашиот 4-годишен мандат, тоа е гасификацијата која што им ветив на граѓаните и мислам дека тоа ќе го направиме до завршеток на нашиот мандат. Понатаму следен проект беше театарот, што уште еднаш напомнувам, театар во Прилеп ќе има, јас му ветив и на глумците и на граѓаните дека тоа ќе се случи. Детска градинка во населбата Точила, нова детска градинка во населбата Точила со капацитет за 300 дечиња и со тоа мислам дека ќе го завршиме комплетната потреба за детски градинки. Ќе решиме проблемот и за дечињата и за родителите за детските градинки. Понатаму, четврт проект е спортско-рекреативниот центар Сала Македонија. Понатаму, Дневниот центар за детска парализа, јас сакам да го кажам на крај, пошто тој е готов и за еден месец мислам дека ќе стартува, тој е направен и ќе го сметам како реализиран. Обиколницата што треба да биде од потегот од рудникот Сивец преку Леково до Плетвар. Таа обиколница што е неминуелно потреба, со тоа ќе направиме за сите тешки товарни возила што пренесуваат мермер да не одат према градот, туку да одат према магистралниот пат Прилеп Плетвар, Прилеп Скопје. И планот е на тој потек до магистралниот пат Прилеп Плетвар да се направи царински терминал, каде што сите камиони со мермерот од Сивец и сите други рудници од тој дел ќе одат тука и во било кој правец може да ти према Скопје и према Битола да одат и тој терминал. Од друга страна, оние рудници што се или концесии од другата страна на магистралниот пат према Маријово, исто ќе идат со магистралниот. Да, се спречи оштетувањето на улиците од тешките нема да има влегување на сите тие тешки камиони и оштетувањето на улиците. И ова е голем проект. Мислам дека сите овие проекти што реков почнати се, да напомнам уште еден главен проект, тоа е градскиот стадион. Сите овие 6 проекти ќе бидат направени, а во почеток сега отпочната тендерска документација и почеток на проектната техничка документација за сите овие проекти. Само да кажам дека за гасификацијата, за техничката изработка на секундарната мрежа во градот, со ребалансот се издвоени 6 милиони денари за проектна техничка документација. Понатаму, околу 14,4 милиони денари за сите овие 3 проекти за театарот, спортско-рекреативен центар Македонија и детската градинка во Точила, за нив, значи за комплетно техничко проектна документација се издвоени тие средства и само да напомнам дека во овој дел средствата што се наменети за оваа техничка документација за театарот отворен е јавен оглас кој што трае до 10 август, каде што сите проектантски куќи, архитекти и компании може да учествуваат за идејниот проект, за да можеме комисијата која што е направена да оцени кој проект е најдобар, за да може да се прави основниот проект понатаму. И уште нешто заборавив, уште еден проект, тоа е коритото на градската река, кој исто така во следниот период ќе направиме јавен оглас за идеен проект, затоа што сите знаеме Прилепчани за 10-20 години зборуваме речното корито да се направи вака, да биде покриено, да биде со пешачки патеки, паркинг, не знам, има многу идеи. Само треба да се стават на хартија. Треба сега да се стави на хартија сето тоа, да се објави јавен оглас во наредниве 2 месеци. Идејниот проект ќе следи понатаму основен проект, каде ќе се распише тендер и во наредниот период мислам дека
и коритото на градската река ќе биде решено. Одма да напомнам дека сите овие проекти што ги спомнувам, освен проектна техничка документација што треба да се спреми, треба да се промени деталниот урбанистички план на сите тие потези и на местото каде што се најдува салата Македонија, и на местото каде што се најдува театарот, и на местото каде што се најдува детската градника. Значи мора деталниот урбанистички план да се менува. Ние се тоа ќе го правиме во од, да кажам, почнувајќи од сега, ние го чекавме овој момент да направиме ребаланс на буџетот и да отпочнеме со сите овие активности што се неминовни. Секој од овие проекти има свое значење, недвојбено. Да почнеме со гасификацијата. Рековте 6 милиони денари за проектно-техничка документација. Вие оваа недела, на почетокот на оваа недела, и го свикавте бизнис секторот од нашиот град и самите да ги предложат постојните, да се произнесат по постојните потреби и да ги проектираат своите во зависност од нивните развојни планови идните потреби од гасот како најевтин енергенс. Точно така, значи го свикавме бизнис секторот, пошто се тие најголеми потрошувачи на енергенси, да му соопштиме дека новиот енергенс што сакаме да го внесеме во употреба, да го ставиме во употреба, дали е исплатив, колку е исплатив, колкави се количините, колкави се нивните капацитети, дали постојат дополнителни капацитети што треба да се направат. Следниот чекор е со јавните предпријатија и јавните установи што треба детските градинки, училиштата, јавните комунални предпријатија, значи сите следниот чекор е тоа и третата компонента се домаќинствата. Да кажам дека во оваа проектна документација за секундарната мрежа што треба да биде во Прилеп се планирани околу 20 километри мрежа. Значи примарната мрежа е во постапка. Јас се надевам дека така е планот на владата на Република Македонија до крајот на 2019 година да биде готова примарната мрежа. Ние треба да направиме техничка документација за секундарната мрежа во градот и за правење на ова техничка проектна документација требаат отприлика од 6 до 8 месеци. Во исто време да кажам дека во општината ќе формираме јавно предпријатие за гасификација кое што ќе биде одговорно за секундарната мрежа на гасификацијата и се она понатаму што треба имплементација, правење инфраструктура, поврзување и така натаму. Да. Салата Македонија исто така еден од проектите капитални што ги најавте во вашата предизборна програма. Салата Македонија, тоа беше моја стара идеја и дојде време да имам можност да го направам тој спортско-рекреативен центар, каде што освен физкултурна сала или сала за спортски надпревари, да има и покриен базен. Значи планот е и се спрема таа проектна документација да се направи еден полуолимписки базен за учениците во основните училишта, пред се и средните училишта. Тоа е едниот дел. Другиот базен помал ќе биде направен за повозрастните пензионери кои што имаат потреба од не во смисла бањско лекување, ама потреба за физичка активност, тоест хидротерапија, за да можат да окористат тој базен на топла вода, за да имат можност да се рекреираат тука, место да одат на бајни, како што тоа не значи дека тие не треба да одат, ама има една можност за да го користат по текот на целата година. И третиот дел исто така помал базен каде што ќе биде направен за мајки со мали деца. Тоа ми е императив и мислам дека тоа ќе најде на одобрување на граѓаните. Убеден сум дека исто така до крајот на мандатот ќе го направам тоа, на тоа што студентствам, тоа ми е императив. Најголем проблем, многу ме викаат дека се скептични и вика колку многу проекти нема шанси да ги направите, тие се големи проекти, многу пари требаат, затоа што колку многу проекти во еден мандат не може да се решат. Толку време помине во Прилеп, нема направено ниту 2-3 толку големи проекти, ти сакаш да ги направи сега за 4 години. Јас сум убеден со добро, рационално работење, со посветеност
ангажираност и внимание, што дека мора тоа да се направи. Ако аз не за салата Македонија, само да кажам дека најголем проблем беше имотно-правните односи, нерасчистени односи, ама во постапка сне час поскоро да го решиме тоа и мислам дека од оној момент додека го добиеме катастарскиот лист, да кажам. Имаше најави дека владата ваквите капитални спортски објекти ќе ги префрли на општината. Ќе ги префрли на општината, чекаме час поскоро тоа да се случи, можеби тоа према собственици други што имало порано нерешени имотно-правни и финансиски проблеми што имале, тие час поскоро се надевам дека ќе ги решиме и затоа уште од сега ние почнеме да го правиме проектот за да на некој начин бидеме спремни. Тоа ние го правиме, ајде да кажем, привидно, тој сега додека не имаме документација не можеме ни званично да го правиме, ама подготовките ги правиме за да можеме и детален урбанистички план да го смениме во тој период. Така да кога ќе имаме комплетно имотен лист за да можеме да стартуваме побрзо. Кога сме веќе кај салата Македонија, уште само со неколку збора околу спортските објекти, статусот и иднината, плановите со универзалната сала, на Тутунскиот комбинат и ДТВ Партизан. Па после ќе појдеме на побед. Значи, салата од Тутунски комбинат не е под наше владение, немаме никакви ингеренции и тоа за стамбен деловен простор, тие го контролираат, го поседуваат и немаме никакви ниту надлежности, ниту ангажирање околу тој дел. ДТВ Партизан? Салата Партизан, така наречената наша Соколана, што сите знаеме, таму има еден проблем што во постапка и го решаваме, да кажем дека салата Партизан била издадена под закуп во 2007 година и тоа со трајање од 20 години без надоместок. Зошто е тоа така направено од стариот градоначалник? Има уште една клаузула во договорот дека се дава салата под наем без надоместок, ама во наредните 5 мислам години беше треба да се вложат околу 150.000 евра. Тоа ништо не е направено, мислам постапка има поведено, затоа не сакам ни да зборувам, тоа судските органи и јавното обвинителство ќе го средат во оној момент кога ќе биде разрешен тој дел, а мислам дека за многу брзо ќе го направиме, ќе биде ставена во функција, во смисла ќе најдеме начин дали ќе го дадеме повторно на некој под наем, ама сега вистински да се реновира. Таа е во исклучително лоша состојба. Лоша состојба или ќе треба да најдеме начин да ја реновираме, па после да правиме, затоа што тоа е стварно еден објект кој што многу би му значило на Прилеп и на многу спортски екипи кои што му не достигаат на градот. Сега да се вратиме на градскиот стадион, Победа веќе втора сезона не е домаќин во Прилеп. И таму не се одвиваат работите со најдобрата и посакуваната динамика. Градскиот стадион е посебна приказна. Интересна квалификација имавте во елаборацијата на седницата на Советот за проектот Градски стадион. Лажен проект, така го нарековте. Значи, ајде ме повлековте за јазик. Значи, стариот градоначалник имаше оставено 2 проекти незавршени и кои што беа штетни за општината и штетни за градот. Јас морам да ги спомнам, пошто ме повлековте сега. Тоа се училиштето правено во Сточен пазар и градски стадион во Прилеп. Тие се 2 штетни направени проекти, изведени, ама на штета и на градот и на општината. Јас не знам дали имате некој кадар од училиштето што е правено во Сточен пазар. Тоа име е правено на една ливада која што е далеку од градот, нема никаква инфраструктура, нема никаков пристап до тоа училиште, нема доволна вода, нема одвод на фекална и атмосферска канализација, во близина е на реката и наликувано едно тука шамак како училиште и онда мисламе недозволиво да се помисли да учат таму децата, а камо и да се прават. Значи јас не знам со кој памет се правело таму, се имало намера да се прави
училиште, а камоли да се направи таму да учат децата. Мислам дека таму ова како што е сега нема шанси ниту да учат децата, ниту пак и се мислиме која треба да биде пренамената на тој објект. Затоа што инаку тој објект е исплатен од изведувачот што беше, ама за жал ќе мора да најдеме начин. Јас разговарав со некои од родителите на децата кои што живеат таму од тој дел на градот Сточен пазар и Жабино мало. Несватливо е дека можат децата да учат таму. Вика тоа го направија, закупија една ливада тука и така натаму. Неќам да зборувам за тоа, ама тоа е посебен дел. За градскиот стадион исто така грешен проект кој што е направен и мислам дека ако се продолжеше на истиот начин беше лудост да се прави градски стадион. Накратко мора да го кажам гледачите сите да знаат дека висината на градежните работи што требаше да се направи беше 18 милиони денари и беше склучен договор со една градежна компанија за изградба на градежниот дел и уште 10 милиони денари за челична кровна конструкција за северната трибина и 1/3, средната третина од источната трибина. Се беше добро ако беше направена добро, беше статиката на стадионот. Имено, не била направена статика дали челичната конструкција што била планирана ќе можат да ја издржат трибините што веќе постоеле. За среќа, навреме го видовме тој податок, тој дел, затоа што да се вратам малку назад компанијата, градежната компанија што ги вршеше градежните работи, што договорот што бил склучен од претходниот градоначалник од месец август или септември, мислам, требало во рок од 90 работни дена да биде направена комплетно техничката овој градежната работа на стадионот и заедно со изведување на овој после тоа челичната конструкција. Ама ние чекавме до месец февруари, тоа не се случи. Градежната компанија имаше изработено само околу 7% од работата. Ние бевме принудени да го раскинеме договорот. Го исплативме за она што беше сработено и сега сме во една состојба каде што направив посебна екипа од архитекти, од 5 архитекти, кои што ги задолжив да направат нов проект со комплетна техничка документација за и статиката и се она друго што е потребно во тек е таа постапка. Инаку мораме да плаќаме на дел од челичната конструкција на Монтинг се вика, мислам, фирмата од Битола што треба да ја направи, ама тоа ќе ја направи. Ние во тек ќе биде, нема да дозволиме никакви проблеми со таа фирма. Во тек е постапката на статиката, изработката на статиката, понатаму ќе следи следниот дел проектна документација за најбрзо што може, се надевам дека идната година ќе бидеме во можност да го направиме градскиот стадион. Жал ми е што Победа и за Победа ќе спомнам и покрај тоа што имаше негативна конотација дека Победа ќе испадне, ние не сме за Победа, не сакаме и така натаму за фудбалот, спортот. Победа опстана, ама за жал сега нема кај да игра и ќе биде принудена фудбалерите на Победа да играат на помошниот стадион на Могилата. Меѓутоа и тамо има одредени недоследности кои што не дозволува едноставно фудбалска федерација да се играат надпревари таму. За жал ќе речам повторно, тука ќе можат само тренинзите да ги буваат фудбалерите, а ќе морат официјалните фудбалски надпревари да ги одржуваат или во Струмица или во Битола. Така да тоа е, ајде мислам дека работа и обврска на фудбалскиот клуб Победа и менаџерскиот тим, што патем да спомнам, сме в разговор со менаџерскиот тим на Победа и имаат некоја, морам да го споделам тоа, некоја идеја да фудбалскиот клуб Победа прерасне во градски клуб, да финансирањето и менаџирањето да бидат на граѓаните на Прилеп. Ја поздравив таа идеја, ако тоа го направат, мислам дека уште еднаш јавно ги поздравувам и ако тоа го направат ќе биде убаво и за граѓаните и за фудбалскиот клуб Победа.
Да се вратиме сега на оние проекти за кои што елабориравте во претходниот дел на емисијата. Во буџетот со ребалансот предвидени се средства за изградба на нова градинка во населбата Точила, меѓутоа и за докаде се работите и плановите околу повторното ставање во функција на детската градинка на Тутунскиот комбинат. Да, детската градинка што треба да биде и што беше порано детска градинка во Тутунски комбинат, во завршна фаза се и проектната документација и имотно-правните односи со Тутунски комбинат. Ние сакаме час поскоро тоа да се направи, ама сме во ситуација дека можеме да финансираме и со буџетски средства наши и буџетски средства од Министерството за труд и социјална политика, ако е објектот наш во наша сопственост. А пошто тоа е сопственост Тутунски комбинат, а Тутунски комбинат има други своји односи имотно-правни, финансиски, така натаму, мора тие да ги извадиме во текстот тие наши правни погодби што треба да ги направиме и во најбрз можен рок ние одвоивме средства за таа градинка и не сакам да листирам се со време, ама мислам дека до крајот на оваа година ќе ја направиме таа градинка во. А што се односи до новата детска градинка, тоа е во населба Точила, помеѓу двете училишта, основното и средното училиште. Тоа ќе биде со капацитетот за 300 деца и мислам дека со тоа ќе го заокружиме, ќе го решиме проблемот со детските градинки во Прилеп на среќа и во интерес и на децата и на родителите, затоа што после се надевам дека наредната година ќе отпочне, пошто сега се прави проектната документација, промена на детален урбанистички план, почетокот на идната година се надевам дека ќе почнеме да ја градиме. Не можам да лицитирам на времето, веројатно до 2020 ќе биде направена таа нова детска градинка, за да го решиме овој проблем со децата. Значителна сума на средства со ребалансот на буџетот се предвидени за субвенционирање на јавните предпријатија чиј основач е општина Прилеп. Точно така, значи јавните комунални предпријатија, да не измам сега ми текна дека пренаменивме 12 милиони денари за јавното предпријатие просторно и урбано планирање за набавка на 4 автобуси на метан. Јас тоа го најавив и во мојата предизборна кампања, го најавив и после тоа, што е суштината на тоа што го префрливне тој дел од општина на јавното предпријатие. Како општина ние не сме ДДВ обврзник, данок на додадена вредност не враќаме, а јавното предпријатие тоа може да го направи. А пошто 18% од цената на значителна сума, затоа тие средства со ребалансов и префрливне, секој момент ќе биде распишен тендерот за новите автобуси, така да тие ќе му припаѓаат на јавното предпријатие, ама тие автобуси на метан ќе бидат во наредните 3-4 месеци. Имаше и прашање од советниците, меѓутоа и на социјалните мрежи се поставува како дилема набавка на автобуси на метан, а во Прилеп нема станица за метан. Добро. Јас сум во преговори и со компанијата Мак Петрол, каде што има побарана дозвола за градба за станица за метан на потегот бензинска помпа према Скопје. Тоа е едната можност, другата можност со приватната компанија BM Oil, тие се уште во понапредна фаза, така да тие викаат дека во рок од 1 месец максимум 1 месец ќе може да ја направат таа станица на метан. Ние додека ја спишеме тендерска документација, мислам дека ќе нема проблем околу тој дел. Како сте задоволни од функционирањето на јавните предпријатија и менаџирањето со нив на директорите назначени од ваша страна? Морам да ви кажам дека со јавното предпријатие водовод и канализација сум максимално задоволен, затоа што таму безпрекорно се изведуваат сите потребни активности што треба да се направат. И одма да спомнам, пред неколку дена ја ставивме во употреба пречисталната станица, што ќе биде во склоп на јавното предпријатие водовод и канализација, што уште еден крупен проект што ќе го има
прилеп во наредниот период. Одма да кажам, за јавноста, таа пречистителна станица почне за изградба од 2008 година. Во меѓувреме имаше некои технички проблеми, изведувачот се промени, ама новиот изведувач кој што беше во последната година, јас стварно упатувам честитки за тоа што за неколку месеци направи голем дел од таа пречистителна станица и сега Прилеп располага со еден стварно грандиозен објект кој што ќе им служи и на граѓаните и на луѓето што треба да ја употребуваат пречистителната вода и се она што треба земјоделците и градинарите да произведуваат, ќе биде еколошки чисто и побаво за животната средина воопшто. Впрочем и таму беше речено дека е најнова и најсовремена во Република Најнова, Македонија. најголема и најсовремена во Македонија. Точно така. И најголем износ на средства по добиени од грант од Европска унија над 17 милиони евро. Точно така, од Европска унија се добили околу 17 и нешто милиони денари и околу 5 милиони денари финансираше владата на Република Македонија, значи се заокружено околу 23 милиони евра. И вистински таа е најголема, најнова и најсовремена пречистителна станица, што благодетите што ќе ги уживаат нашите граѓани ќе бидат евидентни во наредниот период. Опозиционите советници на седницата забележаа дека значителна сума на средства пренаменувате во поглед на за вработување на кадри во општината. Вие имавте елаборација, би ве замолили за нашите гледачи. Да, те го кажам. Значи, имаше средства предвидени во стариот буџетот што го правивме во декември 2017 година за привремени вработувања и за плати за редовни вработени во општината Прилеп. Јас мислев дека многу брзо и многу лесно ќе оди преквалификацијата на од работните места од привремено на трајно вработување и затоа беа поголеми средствата ставени во графата каде што има трансформирани вработувања, тоест како сите со редовно работен однос на неопределено време, а помалку да бидат со привремени вработувања. Ама така не одеше тоа така лесно и заради тоа средствата ги пренаменивме од едната на другата ставка. Инаку вработените се истина број и сега нивното прашање беше сега има конкурс за јавен оглас за 11 нови вработувања. Као што рекоа, не се тие нови вработувања, туку трансформација на вработените од привремени вработувања во трајни вработувања. Значи тоа беше и затоа мораше да се смени ставката од едната ставка во другата. Значи тоа е суштината на тој дел, инаку нема нови вработувања повеќе од кога што треба општината. И да спомнам дека секој момент, посебно во секторот за урбанизам, секогаш раководителите на одделенија кажуваат дека се уште има потреба, така рече отворена потреба од архитект, недостига посебно архитекти и градежни инженери, што во наредниот период и тие ќе бидат вработени затоа што има потреба, никогаш нема да дозволиме да има преголема превработеност или вработување без потреба. Ама никогаш нема ни да има по 8 до 10 години да ги држиме вработените на привремени вработувања на стендбај, да бидам вулгарен, на комплук ги држиме сите и да ги користиме како гласачка машинарија. Не, ќе бидат секоја можност ќе ја користиме да бидат трансформација на нивните вработувања, да има трајни вработувања, да бидат со трајни со решение на неопределено работно време во рамките на можностите, ама никогаш нема толку многу години да биде. И сега она на што и вие сте воzač, сите најголем дел од нас не возачи и граѓаните забележуваат на ударните дупки по улиците кога ќе биде сменета асфалтната подлога на улиците низ градот. Тоа сакам да го истакнам и ми беше императив за дупките што многу ми смета и порано и сега и секогаш мислам дека и на никој возач и никој граѓанин не може да го издржи на што го гледа и што сака да биде секогаш добро направено, да нема ударни дупки. Од тие причини уште во
месец март направен беше тендер за ударните дупки, почнеа да се прават ударните дупки низ градот и да се коригираат со бекатон плочки, затоа што асфалтните бази во тој момент не работеа. Требаше да почне да работи асфалтната база или асфалтните бази во месец април. Тоа ни се случи на еден технички проблем, така да оне изведувачот што го доби тендерот за ударните дупки се покаже дека има неправилна документација, погрешна документација и ние моравме да го раскинеме тој тендер за ударните дупки. За жал тоа се долговлечи за едно два месеци, така да еве на моја општа задоволство се и на задоволство на граѓаните, јас тоа морам да го кажем, тука нема багање, тоа малку одложено, ама почна да се прават од пред 3-4 дена и мислам дека ударните дупки ќе бидат направени за време до почетокот на пивофестот, така да мислам дека и за другиот дел, и за реконструкција и рехабилитација на улици, и за правење на нови улици, наредниот период од 3-4 месеци, јас мислам дека ќе имаме градежна офанзива во Прилеп. Ова го потврдувам и кажувам уште еднаш дека и во наредниот период ќе направиме освен овие сега 4-5 улици што треба да се направат и да се рехабилитираат, ќе има уште десетина нови улици што во наредниот период до месец октомври, ноември ќе бидат направени во Прилеп. Се зафативте една од првите ваши активности покрај, рековме ќе зборуваме на крај за дневниот центар за деца со церебрална парализа, сериозно се зафативте и со подобрување на условите за живот на жителите од населбата Тризла, Трибагреми, Мексико и тој дел. Да, меѓу првите работи што ги направивме беше да им се помогне на граѓаните од местноста Трибагреми во ромската населба Тризла 2. Го направивме подобрувањето на со електрична енергија, напоно зголемување. Понатаму направивме тампонирање до овој дел за граѓаните, тоест за децата од населбата Трибагреми. Воведовме градски сообраќај за да можат учениците, децата да одат и да се враќаат назад до основното училиште Добро Јовановски. И имаме уште го исчистивме еден дел од речното корито на тој дел од градот, што во овој момент има нов тендер за чистење на речното корито и на другиот дел од реката. Исто така имаме нов тендер за нови улици во теке постапката за техничка проектна документација на тие улици. После тоа ќе се распише тендер за во наредниот период да направиме неколку улици и во населбата Тризла 2. Патем да спомнам дека пратеникот Самки Ибраимовски, кој што сега е во владата на Република Македонија, и Муаремовски, министер без ресор, кој што беа минатата недела во Прилеп, се договоривме дека оние средства што останаја од тие за Декадата на Ромата, акциони планови. За новиот акционен план, оние средства што останаја од Министерството за транспорт и изврски од прика 2,5 милиони денари беа, скоро половина се потрошија за реконструкција за електричната мрежа, нели, во тој дел, да се пренаменат за друг дел. Нивно ова сега ќе спомнам, не знам колку е, ќе разговараме со нашите служби во урбанизам, дека тие предпочитаат и се јавно ќе кажам дека таму сакаат улиците да се направат со бекатон. Колкото е исправно и точно, после нашиот разговор, не да се прави асфалт, току да се направат улиците во тој дел од градот со бекатон. Стварно го кажуваме јавно. Тоа се барање на граѓаните. Тоа е барање, да, ама ќе видам колку стручните лица тоа ќе го дозволат или тоа може да се направи, и ако е тоа добро, без разлика дали едниот или другиот начин, тој дел од градот нема да биде запоставен, ќе биде равноправно третиран како сите делови од нашиот град.
И за крајот вечерашното издание на емисијата Разговор со повод со проектот рековте со кој што наскоро ќе финишира Дневниот центар за деца со церебрална парализа, бе организиран и средствата од зимскиот турнир Свети Никола, неодамна и хуманитарната трка, донирани и одредени средства и од Министерството за труд и социјална политика. Кога Дневниот центар ќе профункционира? Да. Уште еднаш да спомнам, тоа беше мојот прв проект што сакав да го направим и го направив еве за овие неколку месеци. Не беше така лесно затоа што зградата кај што е сега центарот за Дневниот центар за детска парализа немаше собственик. Мораше да направиме собственост, па заедно со Министерството за труд и социјална политика требаше да се искомпонира околу правниот дел и тоа се види дека не може општината, дека тоа мора да биде центар за социјални грижи. Сите тие претумбации што ги правевме, имаше тендер за реновирање, веќе објектот е реновиран, возилото е помината е тендерската процедура, треба да се набави возилото за транспорт на овие деца, за целиот инвентар што треба да во постапка е сето тоа. Уште ни требаат кадровските решенија што треба да ги направиме во текот на овие 2 месеци. Мислам дека крајот на август или 1 септември Дневниот центар ќе проработи. Ја завчера разговарав со претседателката на Сдруженијето на деца со детска парализа, додека ме убедуваше дека не е потребно ни да брзаме толку, затоа месеците јули и август дури нема потреба, многу малку деца ќе има потреба, пошто се летни одмори и така, да од 1 септември и сум убеден дека од 1 септември Дневниот центар за детска парализа ќе биде во функција и морам да спомнам во меѓувреме дека ќе направиме и сензорна соба, така речен сензорна соба, што исто така припаѓа на тој дел. Сакам да соопштам дека јас пред прилика 2 недели бев во Црна Гора да посетам 3 такви центри, кои што едниот е посебно интересен и важен, кој што е направен од УНИЦЕФ, каде што госпоѓа Лин Монгомери ја застапува таа идеја, помага на децата со церебрална парализа. Бев во еден таков центар што беше специјално направен во Биела и тоа за деца со церебрална парализа без родители. И таму видов и на другите места сензорна соба, што мислам дека ќе направиме и ние во нашиот центар час поскоро за да почне таа да функционира комплетно. И тоа ќе биде првиот проект што го направив за Прилеп, а уште да кажем, пошто рековте советниците од опозицијата ме прашуваа кој проект сте го направиле, јас му кажав дека првиот проект што го направив, ја затворив финансиската дупка од 80 милиони денари кој што го вратив на борчот, што тие пари ги трошеле неразумно за непродуктивни трошоци и така натаму. Јас тука да ви се заблагодарам за гостувањето во вечерашната емисија. Канал Визија ќе го следи текот на реализацијата на овие проекти, ќе ги информираме гледачите и наскоро со нивната реализација повторно во студиото на Канал Визија. Јас уште еднаш сакав да ви се заблагодарам за поканата да бидам јас ваш гостин и секогаш ќе бидам присутен кога ќе ме поканите и секогаш ќе одговарам пред граѓаните, пред гледачите на телевизијата за секој нов проект или за секој ненаправен проект. Јас сум тука да разговарам, да полемизирам, зашто тоа така, че никогаш нема да биде заобиколено прашањето зашто е нешто направено или нешто не е направено. Секој што имам на располагање и на дофат на граѓаните и на вас. Благодарам уште еднаш. Тука е крајот, почитувани гледачи, на вечерашното издание на емисијата Разговор со повод. Благодарам за вниманието со кое што не следевте и останете натаму со програмата на Канал Визија.